Добар ден и од мене започува на новото издание на емисијата за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Родителите се клучна алка во воспитувањето на децата. Тие некогаш имаат идентични ставови, но се случува со своето однесување и примерите што ги даваат да праќаат различни, понекогаш и контрадикторни пораки. Например, мајката дисциплинира, таткото дозволува се, или обратно. Како влијаат различните воспитни стилови на воспитувањето кај децата е темата на која што денеска ќе зборуваме со Гаврила Скавида, семен и системски психотерапевт и психолог од Институтот за семејство и системска пракса Алтернатива. Добре ни дојдовте. Добре, најдов. Здраво уште еднаш и баш ми е драго што имаме вака практична и убава тема и веројатно за многу луѓе секојдневие. И корисни совети што ќе добијат како да го надминат овој проблем. Неретко се случува родителите да имаат различни стилови на воспитување, едниот да е попуслив, другиот да е построг, децата во таков момент знаат да ја злоупотребат ситуацијата. Како влијаат различните модели на воспитување кај децата? Пред да кажеме како влијаат, да малку психолошки објасниме какви стилови на родителство има, и тоа има некогаш и не некогаш, туку најчесто има и културолошка позадина. Вака наедноставно стиловите на родителство се гледаат помеѓу две варијабли, две битни димензии, а тоа е емоционалноста и контролата. И според нив наједноставно се одредува стилот на родителство. Така да практично има родители каде што преважна им е емоционалноста и повеќе се фокусираат на емоционалноста на детето, а помалку можат да воспостават контрола на родители, на однесувањето на детето. И кога дете ќе плаче, они стануваат ранливи, слаби, и таквиот стил на родителство каде што емоционалноста е повисока, а контролата е пониска, се оние попустливи родители кои што ние ги гледаме секојдневно, кои што потешко воспоставуваат контрола, кога се помили, како да кажам, подопустливи со детето, и кои што нели има и од нив кои што добро функционираат. Другиот стил на родителство е кога контролата е висока и доминантната потреба на родителите е да воспостави контрола на однесувањето на детето, а помала е емоционалноста. Не дека тие родители не ги сакаат децата, туку мислат дека со тоа не ги развиваат во плачковци, не ги развиваат во разгалени деца, и на тој начин се тие авторитативни родители, што е поспецифично за нашето културно поднебје. Современиот наспроти традиционалниот стил на однесување, на воспитување. Така. И многу често луѓето од ова е доминантен стил на воспитување, дека дете треба строго да се држи, да не се разгали, оти може да направи проблеми, да не се даде премногу, е нешто што е доминантно. И кога се појавуваат помодерниот стил на родителство, се гледаат како прекамприциозни деца, како можеби некои несоодветни родителства. Меѓутоа, идеалниот е кога родителите, специфично за возраста, умеат некаде да ги избалансираат овие две работи и да воспостават контрола, односно да воспостават правила, но од друг начин да ја следат развојот и емоционалноста на детето, кој што се нарекува демократски авторитативен стил, поради тоа што ние зборуваме за возраст на мали деца, родителите секогаш треба да бидат еден вид на авторитет за детето, меѓутоа во склад со потребите и во склад со соодветната емоционалност и љубов кој што родителите ја пружаат на децата. И тука има родители кои што од една страна и емоционалноста и контролата малку потешко ја воспоставуваат и спаѓаат во оние кои што повеќе работи им излегуваат од контрола. Вие се тие 4 стилови од кои ние секогаш се стремиме кон овој демократскиот, каде што и емоционалноста и контролата се тука некаде. Ова е на ниво на еден родител и има огромна врска, многу фактори влијаат кој стил на родителство ќе доминира кај човекот, кај родителот. И кога и двајцата се поклопени, тогаш е идеалната психолошка комбинација. Тогаш нема никаков проблем. Така. Меѓутоа, кога едниот родител настојува на некои правила, на некои вештини, а другиот на нешто друго, тогаш ситуацијата е доста сложена. Оти тоа вие прашавте, тоа влијае на детето, да децата во таквите ситуации имаат потреба да ги задоволат потребите и на двајцата родители.
И тоа значи ако мама вика да дете мора да иде у школа или да дете мора да јаде во точно одредено време, а тато на некој начин кој што не е секогаш вербален, мисли дека тоа е преригорозно или доминира овој стил на родителство каде што емоционалноста е поголема, детето секогаш наоѓа компромис на ниво на однесување да ги задоволи и двете потреби, така да или ќе се разболи па нема да иде редовно у школа или градинка, или пак не знам стомаче ќе го боли па ќе јаде нема да јаде. И овие се доста проблематични. Она што ние го кажуваме е да родителите доколку не успеат, барем да се поддржуваат кога се соопштуваат правилата, кога се бара нешто од детето, да бидат во тој сегмент согласни, дури ако едниот родител не може да одолее да барем да молчи, а да другиот соопштува во име на двајцата родители, и ситуацијата станува уште покомплицирана, оти ние се уште голем дел од семејствата живеат со баби, дедовци и други. Кога тие ќе се вмешат, чијшто праг на толеранција секогаш е многу повисок, тогаш настанува една вистинска конфузија најчесто. И тоа треба да го разбереме. Оти бабите и дедовците се во една многу специфична улога, која што е вака импресионирачка, оти они веќе завршиле со родителството и ги немаат тие одговорности, ги немаат тие воспоставување на контрола која што припаѓа на родителите, и така и треба да биде, и можат да си дозволат да играат улога на родител од една поразлична дистанца и да бидат пофлексибилни, повеќе да допуштаат, повеќе да и треба да се изразбери и да се испочитува сето тоа. Тоа најчесто што него правеле со своите деца. Така. Границите си ги поместуваат многу повеќе кога се работи за нивните внуци. Сигурно. И животниот циклус е различен, оти они имаат секогаш повеќе време за разлика од родителите, потребите се различни, повеќе можат да посветат внимание, што некогаш може да не соодветствува со идејата за родителство и ставовите за родителство на родителите. Се случува ли поради тоа децата да почнат да бират, да се однесуваат во согласност со она што нив им одговара? Односно да го побараат она кај оној родител или пак кај бабата и кај дедото каде што знаат дека ќе го добијат? Така, сигурно. Задача на деца е да тестираат родителски сојуз. Оти тоа е како што луѓето учат да бидат родители, и ја би малку и за тоа да кажам, важат табуа, митови практично, дека ние со самото раѓање треба да бидеме спремни се во животот да знаеме да направиме, и дека ние спонтано треба да знаеме како да бидеме родители, да се справиме со сите тие работи, а многу работи спонтано се случуваат и малку спонтано се случуваат и природно, така да и родителството и родителските вештини, компетентности, справување со децата е нешто што е процес на учење, кој што трае дури пред раѓањето на детето со самата подготовка. Децата има задача да го тестираат родителството. Тоа е нивна работа практично. И децата умеат да ги остваруваат своите желби баш таму каде што чувствуваат, како да кажам, слабост или најголема поддршка. Меѓутоа, една од клучните работи е, оти ние кога зборуваме за родителството имаме темели, а темелите се љубов, поддршка, разбирање, поминување на квалитетно време заедно. Тоа е термин кој што многу често се употребува и многу луѓе кажуваат дека поминуваат квалитетно време со детето, меѓутоа кога разговарате со нив тоа и не е баш така. Оти под квалитетно поминато време со дете, зборуваме нели за порана возраст, се подразбира една од работите на кои што и родителите им е тешко да ја направат, е да активностите ги бира детето, а да родителот го следи, да практично во еден момент ги заменат улогите, да дете биде лидер во таа активност колку и да трае. Потоа следат пофалбите, кои што не се секогаш само со награда, оти некогаш некои родители во зависност од цела нивна ситуација повеќе даваат важност на купувањето на играчки, купувањето, не знам, идење у парк, у игротека и уце, а помалку во емоционалните пофали и подкрепување на детето, кои што во раната возраст се особено важни. Потоа, именување на чувствата, оти родителите знаат да се налутат, а да не ги препознаат чувствата. А децата најчесто прават проблеми, условно кажано проблеми, со идеја да го привлечат вниманието на родител. Колку овие работи се подцврсто втемелени во родителствувањето, толку полесно се воспоставуваат правилата, контролата, се она што треба да
да се движи кон процесот на воспоставување на контрола на децата и воспитување, и помали се оние, како да кажам, казни или санкции кои што некогаш родителите мора на некој начин да го употребат за децата. Некогаш се случува едниот родител да се повикува на строгоста на другиот. Например, ќе видиш ти убаво кога ќе дојде таткот или кога ќе дојде мајка ти. Дали на ваков начин всушност се нарушува односот на детето со родителот кој што е построг? И ова е многу интересно прашање и многу доминантно кај многу типично е за овие простори, ми се чини. Меѓутоа, една од техниките, јас пак ја кажам затоа што сметам дека една од најважното да детето се пофалува за добрите активности, оти кога ние пристапуваме на ваков начин, тогаш се помали санкциите. Меѓутоа, кога родителот се повикува на другиот родител дека он е тој кој што ќе казне, секако дека тоа влијае на односот. И тука кажува дека еве јас сум добра мајка, јас не сум доволно моќна, не можам да се справам со тебе, па еве ќе дојде тато. Меѓутоа, кога дете е вознемирено или кога се случува нешто, освен ако не е животно опасно детето, тогаш е добро да дете малку се смири, да се даде простор да се смири. Некои семејства тоа го прават, некои програми предлагаат да дете кога е смирено да се предложи посебно место за смирување и да се разговара за однесувањето, а да откако ќе се смири дете, да тогаш двајцата родители или едниот каже: ние со тато зборувавме, мислиме дека ова не е добро што ти го правиш, сакаме поразлично однесување, и да тогаш се соопшти, се направат домашни правила што смее, што не смее дете. Кога се прават домашни правила, тие важат и за родители. За да дете ги почитува, треба и родителите да ги почитуваат. Ако еден, да кажеме, од проблемите или потешкотиите да дете не доаѓа, ако вие го пуштите надвор или дома да игра пола сат или сад, не го почитува тој рок, треба родителите да помогнат и со своето однесување за да го почитуваат. Она што исто често доследно се случува е да родителите многу често од преплашеноста, од дека нема да имаат контрола, дека може да излезе од контрола од ситуацијата, најчесто кога зборуваат со детето, викаат: немој тоа. А нема за мене. Так, нема за мене. Нема замена. Една од успешните техники е пренасочување на активност. Оти ако кажете немој, треба да кажете што тоа треба да прави или што смее да прави, а да не му биде интересно, практично да се пренасочи активноста. И тоа се исто воедно и да истата таа активност кога се случува да детето добие соодветна пофала, која што пак кажувам не треба да биде материјална, не мора да биде материјална. Особено на оваа возраст, па и на секоја возраст на децата многу им значи гордоста, почита и љубовта кој што луѓето, нивните родители, нивните без разлика биолошки или старатели им ја покажуваат со почит, со љубов и со доследност. Така. Овој дел од емисијата ќе биде контактен. 3076-677 се телефонските броеви на телевизија Телма. Слободно можете да се вклучите во програм и да поставите прашања поврзано со денешната тема, различни стилови на воспитување на децата. Денешна гостинка во студиото е Гавриловска Вида, психолог, семен и системски психотерапевт. Доколку родителите имаат ваков проблем со различни модели на воспитување кои што се во судир, како може да го решат овој проблем? Како да решат оваа ситуација, бидејќи еве јас читав на форумите, некои се безнадежни, дури одат во некои драстични решенија, дека разводот е единствената солуција и слично. Ние имаме разлика, оти родителството не се разведува, родителството е улога која што е доживотна, се разведува бракот. Без разлика што и да се случува во однос на бракот, ние денес зборуваме само за родителството. Кога има вакви несогласувања, се однесуваат на родителството и на доброто на детето, тоа треба да биде и една главна мотивација за да некои работи се променат. И има луѓе, има родители кои што не успеваат да ги уедначат ставовите кон детето, и ако е тоа таква ситуација, еден од предлог решенијата е да, например, мама биде задолжена за
домашните активности на детето, а да тато биде задолжен за школските активности на детето и да они не се мешаат во тие работи. Да има баш поделба, меѓутоа кога ќе застанат пред детето, да они кажат дека мама и тато се договориле и дека мама се согласува во однос на улогата на тато во однос на школото или во однос на градинка, тато се согласува и да они се поддржуваат во тие работи. И воедно како што па и секоја зграда, секој дом треба да има домашни правила. Битни се домашните правила, оти луѓето ќе направат еднаш еден чекор, меѓутоа тоа не е доволно. Тие мора да го вежбаат многу често, доволно често, за да тоа се стандардизира во однесувањето. Ако е проблем да тато е, да кажеме, поизбувлив и помалку толерантен од страв да дете не излезе од контрола, тогаш треба да најдат техника, во таа техника да мама му помогне за да каже стоп и за да тато малку се смири, па да заедно излезат пред дете и да се договорат за понатамошното однесување. Најчесто кога родителите успеваат, иако не е едноставна задача, да ги трнат другите работи, да го трнат брачниот систем, да трнат стресовите на работа во однос на, не знам, пријатели, се она што се случува, да успеат, што не е навистина едноставна задача, оти они во исто време треба да одговорат на многу различни улоги, да го видат доброто на детето и да пробаат од некои од техниките за позитивното родителство. Оти ова ние денес што го зборуваме е баш она што е позитивно родителство и што се практикува, веќе се промовира, се апелира да луѓето малку се трнат од она што значеше порано класично родителство. Оти веќе и школскиот успех не е меродавен за успешноста на личност. И многу родители, например, кога од идејата, не само кај нас, и во други земји, дека за да успееш треба да имаш добро школство, да имаш добри оцени. Еве во конкретно кога се работи за училиштето, ако дете не е добро математика, а му оди ликовно, родителите најчесто од тој доминантен наратив практично му го скратуваат задоволството на во што е успешно, па ќе му го скратат ликовното или спортот за сметка на математика, каде што не го бива. Така да и светот веќе се се движи кон еден поразлично гледање и на животот и на родителството. Така, кога се зборува за стиловите на родителство, вие веќе ги споменавте на самиот почеток, оние главни модели, но кога зборуваме за современиот стил на родителство, некако тој се темели на изразување на емоциите кај детето, а недостиг на дисциплина. Дали на ваков начин всушност децата ги подготвуваме за реалниот живот, бидејќи на некој начин тие стануваат многу врзани за родителите, зависат од нив? Подготвени ли се за живот? Кога зборуваме за родителските стилови, каде што емоционалноста и контролата се тука, не зборуваме за немање на контрола. Туку зборуваме за еден сосем различен психолошки концепт кој што не се базира на казна или сурово казнување на децата или строги правила, кои што постојат рамки. И тоа значи да се препознаат емоциите на децата. Оти родителите најчесто кога децата викаат, урлаат или прават, не знам, го доживуваат тоа како да нив намерно нешто им прават, ги иритираат или некогаш, не најчесто. Баш таа реакција, недоволното препознавање на емоциите, дека детето на тој начин практично го влече вниманието на родителот, е клучната работа. И во тие сегменти, кога зборуваме за позитивно родителство, доволно емоционалност и контрола, не зборуваме само за нагласување на емоциите, туку давање на дозвола да ние кажеме: да, Марко, ја разбирам дека си ти лут, ја сакаш таа играчка. Меѓутоа, во овој момент ти можеш да бидеш лут, во овој момент мама не може да ти ја купи таа играчка. И ние се договоривме, нели, да се повика на домашното правило дека има една играчка во текот на еден месец, како и да семејствата се договорат. Меѓутоа, не зборуваме за преразгалување на децата, каде што само емоциите се битни, а контролата не е битна. Воопшто, оти тоа ќе значи влегување во онаа насока на препопустливи родители, каде што дете може се што сака да прави, само да не плаче. Разгалено дете кое што тоа ги контролира родителите наместо
Така, да, баш така. Се заменуваат улогите. Улогите. Од има деца кои што контролираат и колку време мама ќе биде надвор и кога тато и мама ќе излезат и многу други работи. Тоа спаѓа во попустливо родителство и е практично исто како оние родители каде што правилата се строги, има играње од толку до толку, има спиење до толку до толку. Тие се двете крајности, така. Секогаш треба да се биде на средина и тоа умешно треба да се согледа, да се процени, да се научи. Во моментов има еден проект кој што нуди вакви совети за родителите, се нарекува RISE, односно родителство за целоживотно здравје. Што се нуди како информација овој проект за родителите? Јас сум многу среќна за овој проект и сите луѓе кои што допринесоа да овој проект биде и во Македонија и да започне со работа. И проектот е наменет за деца од 2 до 9 години, нели, што не ја надминуваат границата на 9 години и е баш во контекст на се ова што ние денес го зборувавме и се однесува за целоживотно здравје, родителство за целоживотно здравје, од темелите, позитивниот родителски пристап помага да децата понатака се борат во животот на еден поразличен начин и попозитивен начин и да имаат повеќе снаги за разлика од некои деца кои што на пример имаат поразлично детство од овие. Инаку, оваа програма се работи во 10 земји, е поддржана и креирана од реномирани институти, меѓу кои и Оксфорд, и е културолошки, што е една од битните работи, е така. И е во процес на адаптација. Програмата е наменета и добро е нели сите луѓе да се надевам ќе има и некои скратени верзии на програмата каде што сите родители ќе можат да бидат да заземат некакво учество. Меѓутоа во оваа фаза е наменета за деца од 2 до 9 години, да не ја надмина таа граница, и деца кои што генерално имаат бихевиорални или емоционални проблеми. Тоа значи дека деца кои што се непослушни, кои што родителите потешко воспоставуваат контрола, каде што одбиваат да одат во градинка, каде што се често плачливи, пројавуваат разлики во однос на потешко се адаптираат со врсниците и е наменета за родителите, не е за децата и се бара активно учество. Тоа секогаш не е изводливо, барем на еден од родителите, ако можат и двајцата и двајцата. Би било тогаш идеално. Так. И се иде чекор по чекор. Так. Чекор по чекор и се учат нови вештини на еден поразличен креативен начин, на еден забавен начин, кој што е забавен и за родителите и за децата и кој што е едноставен. Што е најважно? На едноставен начин да се совлада родителството. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Ќе се видиме повторно во некој друго издание. Јас ви благодарам и уживам во емисијата. Ви благодарам и вам, почитувани, што не следевте со внимание. Ви посакувам убав викенд и се гледаме веќе следната недела секако во редовниот термин на емисијата од 12 до 12:25 минути во рамки на утринската на Телма. Пријатно.